папувани, злато, сребро, килиба, срма, прстенчиња, белезичиња, венчиња, првокласно злато, првокласно сребро. Повелете, првокласно злато, првокласно сребро. О, повелете, муштерија, повелете, влезете, ајде, повелете. Ајде, повелете, првокласно злато, првокласно сребро, повелете, муштерија, повелете, влезете, повелете. Така, муштерија, повелете. Ајде, повелете во дуќанот на мајстор Папувани. Злато, сребро, срма, килиба. Повелете, муштерике, повелете, влезете, шо ви треба? Повелете, влезете, шо треба за вас, муштерике? Тука е мајсторот. Тука е мајсторот, како не е тука, муштерике, повелете, влезете. Имаме злато, сребро, килиба. Викни го. Мајсторот има муштерике, повелете, имаме се од дуќанот, телата да се изберите злато, сребро, килибар, срма, злато. Ајде. Повелете во нашиот дуќан, во дуќанот на мајстор Папувани. Првокласно злато, првокласно сребро. Добар ден, мајсторе. Добар ден, муштерике. Повели, што треба? Што треба? Не може така лесно да кажам, затоа што не сум дојдена за една работа, туку за поќе работи сум дојдена. Така ли? Епа, јас такви муштери најмногу сакам, што се дојдени за повеќе, не за малку. Така, да видам. Погледај, и тука има. Мајсторе, а ти знаеш чија жена сум јас? Не знам. Ако не ми кажеш чија си, од кај да знам? Знам дека не знаеш, знам. Јас сум големиот еким од нашево место, го знаеш? Знам, како не го знам, големиот еким. Големиот еким, Јас сум... Јас за него се направо. Јас сум негова жена. Не, лажеш. Јо, ти да лажам, не лажам. Не лажеш. Кажи честна дума ти да лажеш. Честна дума не лажам, зашто да лажам? Лажеш. Честна дума? Кажи уште еднаш за трет пат честна дума не лажам, ќе ти поверувам. Честна дума не лажам. Браво. Такви муштери сакам. Ај сега, повели. Сега вака, мене реков дека ми требаат поќе работи. Не ќе биде лесно да кажам што сакам, многу се убави. Вака. Прво, ќе ми даеш двирала обетки. Обетки. Убај. Те бендисува ли оваа мустра? Убави. И уште едни, поголеми, поубави. Ќе ми даеш 2 прстени джеваири. Едниот поевтин, едниот поскап. Такуѓере ќе ми даеш 2 белезици убави. Ова те бендисува? Ова е убава белезија, Долго време. И 2 венца. Венци. Од оваа мустра венци имаме. И ќе земеш една книга, ќе запишеш колку чини сето тоа и ќе ми ја дадеш книгата. Мене бидува така? Бидува. Како не бидува? Се бидува. Зашто? Само, слушај, сакам да те прашам нешто друго. Сега, знаеш како ми иди така наум ми падна, не ли ова жена му на екимот умре? Лани умре, за преображдане умре. Така, убаво паметиш. Така е, умре и екимот сам не може измет да се чини и ме зеде мене да му помогнам измет да му чинам и така. Тој постар, јас постараме бендиса и ме зеде за жена пред една недела. И сега сум екимица. Да си иземеш ти и овие обетки? И овие ќе ги земам, убај се. Овие работи ми требаат.
А за керката на Екимот, најмалата, ја свршивме, дадовме збор. Убаво. И за неја овие работи ги Убаво, земам сега. убаво. И сега кладено е се овде. Се е тука И тие што ги кладе ги стави, и тие на книгата да ги Ќе ставиш. ги напишам да на ги книгата. напишеш на книгата, се да ми клаиш овде вака. Добро, бидува. И така, и ќе ти платам. И знаеш што? Да го пуштиш калфата со мене. Оти, Оти па да дојде со мене, да му дадам пари. калфата. Калфата, да. Чекай, муштерки, не ли е поарно ти да ми платиш, после да си немаме некој работи, знаеш. Поарно е, вистина е поарно. Ама, реков дека е за најмалата херка на Екимот, реков. рече. Сакам да ги види прво. Така, Дали ги калфа. бендиса, што ќе бендиса. А. Тоа што нема да го бендиса, јас по калфата назад ќе ти го вратам, а сето она што ќе го бендиса, пари на калфата ќе му дадам и ќе ти ги донесе. Бидува така. Ела, калфа, ела ваму. Момче, ела ваму. Слушај, еве повели, за големиот Еким, јас реков се ќе направам. Така. Оти татка, еднаш од умирање го има вратено. Вистина. После 20 години си живееше човекот. Не го викаат него голем Еким, затоа што е вака голем, тоа зашто е голем Еким. Голем Еким. Лечи, помага на Голем луѓе. Еким. Момче, Еве, нека ти калфата, каже четири. мајсторот што треба, Ти. те чекам. Те чекам овде да дојш со мене. Ќе појдеш. Кажи му што треба. Се Се што треба. слушај. Како што се договорив. Ќе појдеш сега со Екимицава и треба да ти дај пари. Парите ќе земеш, мене ќе ми донесеш, разбра? Хајде. Мореш убав пазар денес направивме. Ти почекај овде, јас да му кажам на Екимот, да не се лути. Оти да се лути море, Екимице. Оти многу работи зедов. Многу пари ке требаат. Да му кажам, па ако е многу ќе вратам нешто, бргу ќе се вратам. Почекај овде. Морам да чекам што да правам. Почекај, бргу ќе дојде. Појте, ајде. Лези! Добар ден, Екембаши. О, добар ден, жено, добар ден. Кажи ми ти мене, што Арно те доведе кај мене? О, Екембаши, кај тебе за Арно не се иди, нели така е? Кај тебе од мака се доаѓа, па така и јас голема мака се има. Така е. Добро бе, кажи ми, што мака имаш ти? Јас немам, имам мака со детето мој. Еве, баја ги време 5-6 месеци, многу е неарно, затоа сакам да го видиш. Аха, добро де, ќе го видам, ама прво кажи ми ти мене, така од околу згора, шо го мачи син ти, мислам, на што се жали? Вака, баја ги време, ти кажав, има 5-6 месеци, се едно исто зборува. Се едно исто, тоа. Само ке застане и каже, да ми даеш парите, дај ми ги парите, мајсторот ме чека. Да ми ги даеш парите, мајсторот ќе ме отепа. Парите дај ми ги. Само тоа едно. И не знам, само тропа кине зелени, тропа солени, не знам што да ти кажам. Добро. Дај сега пред да го видам детето бешто тие... Еве, Екимбаши. Еве ти 2 карагроши. 2, велиш, а? 2. Ама кога ќе го видиш, кога ќе видиш што му е, како му е, колку е болно, кои билки требаат и кога ќе видиш колку тоа ќе те чини, јас ќе ти донесам.
сега, пред да одиш дома да ги земиш пари, седни. И пред да го видам јас, момчето, кажи ми сега, како што ти реков јас, кажи ми, шо мака има момчето? Вака. Море, жив човек нема помини. Нема човек со кого муаве да си направи. Жено, ова што ми го кажа ти, момчето Галиба не ќе да е Тевекелија. Тевекелија, каков Тевекелија, ептен будала. Ете, виде, еми за таква болест ќе треба да донесеш тропојќе пари. Ќе дадам. И сега ќе донесев кимбаши, ама не можам, ќе влезам во одајчето, ќе го земам ковчежето, да земам некоја пара кој ќе почне да вика парите да ми даеш, дај ми ги парите, мајсторот ме чека, и затоа не можем. И цело време вели парите дај ми. Дај ми ги парите да ми. Многу е тешка болест, да ти кажа право, жено, јас до сега од таква болест немам лечен. Ама ќе го видам, момчето, ќе го видам. Да го видиш, а ви ни го предпортаја, а јас. Ќе го викнам, а ти оди до дома и донеси ги парите, а за тоа време јас ќе го викнам момчето и ќе го распрашам така, да видам што и како да правам. Така. Јас ќе донесам. Оди се, оди, донеси. Чекај, не од таа врата, оди излези од задната врата да не те види момчето. Така, ќе почне да вика дај ми пари. Така. Оди побрза и донеси ги парите. Ќе донесам. Ајде. Ми го расипа ратот, амако, бар убај пари ќе земам. Ај сега да го викнам момчето. О, момче! Момче, тука ли си? Тука сум. Кимбаши, добар ден. Добар ден. Ајде, влези кај мене, ќе треба малку да те видам. Ајде. Оти да ме гледаш, Кимбаши, дај ми парите, треба да си одам. Ајде, влези кај мене, внатре ќе ти ги дадам парите. Ајде. Внатре? Внатре, ајде. Ама немам време, бе, Кимбаши, мајсторот мој ти не го знаеш. Ќе фати, ќе ме одепа, дај ми парите, треба да... Абе, влези внатре кога ти велам, ајде. Добро, ама мајсторот ако ме фати, ќе ме одепа, ако ни дадам парите. Ајде, момче. Влези. Застани тука. Да ми те видам убаво. Шо има да ме гледаш, бе, Кимбаши? Дај ми парите и да си одам. Многу се забавив. Мајсторот ќе ме тепа. Дај парите. Парите, велиш, Добро, момче. Тебе цело време низ глата ти се вртат парите. Еми сега. Добро, ќе ти ги дадам јас парите, ама прво ќе треба да ти го видам јазикот. Јазикот. Ајде, кликни малку на кем. Ете така. И извај го јазикот да ти го видам. Вака направи. Шо има да ти го покажувам јазикот, бе, Кимбаши, јас не сум болен, дај ми парите и да си одам. Бре, извади го јазикот кога ти велам, не се плаши, нема да ти го сечам, ајде, Добро да е, бе. Ај сега, дај ми парите и да си одам, мајсторот ме чека. Многу си болен, дете, многу си болен. Ќе ти ги дадам парите, току, ај сега, дај ми раката, да ти ја видам жилата, дај. Каква рака, каква жила, бе, Кимбаши, немој така, ти реков, јас не сум болен. Дај ми парите и да си одам. Морам, мајсторот ме чека, ќе ме тепа.
Добро бе, момче, знам дека мајсторот те чека, знам дека ќе те тепа, ќе ти ги дадам парите, ма кажи ми ти мене сега како прво и прво, од кога ти има влезено тоа во глата? Мајсторот ме чека, ќе ме тепа, парите, дај ми ги пари, како не ти влезено, како? Како да не викам така бе, Кимбаши, кога и ти самиот знаеш, лели дека екимицата беше кај нас во дуќанот и изеде од мајсторот прстења, обетки, белезици за ќерките. Екимицата велиш? Даде, екимицата беше кај нас во дуќанот и есапот на книга и го напишавме и таа, нели, тебе ти го донесе, есапот, нели, ти го донесе. И сега, дај ми парите и да си бркам работа. Велиш, екимицата беше во дуќанот? Даде, екимицата и... Така, леле, многу си болен, дете, многу си болен. Немој така бе, Кимбаши, па немој, не си играј мајтап со мене, па јас не сум воле. Бе, момче, јас не се играм мајтап со тебе. Ти не си воле, ама многу си ми болен. Сега јас ќе ја викнам екимицата. Екимице! Екимице, дојди ваму, застани тука до мене. Ете. Ова беше кај вас во дуќанот? Не. Како ова, Кимбаши, таа беше друга вака една постара. Ова јас не ја познам. А така велиш, постара беше. Ме касна змијата. Екимице, оди, вркај си ја ти твојата работа. Ама чекај, како, парите... Бре, момче, бре, постара велиш беше, Постара? Што ви зеде? Како што ни зеде, па нели ти кажав, прстења, обетки, белезици, стока за стоалта ни зеде. За стоалта ни? Ме касна змијата. Пак? Мене пак, ама Галиба и тебе те касна. Оти мене... Оти така, а мајсторот твој не само што го касна, туку целиот го лапна. Чекај бе, мајсторе, јас не како... Што да чекам, бре? Абе, таа жена беше тука пред малку и ми рече да те видам, да те прегледам, чунки се бил многу болен. Ами сега? Ами сега шо? Оди, врати се во дуќанот кај мајсторот и Господ нека ти ја напомош. Како? Како да се вратам кај мајсторот, бе, Кимбаши? Што да му речам на мајсторот? Ќе му кажеш на мајсторот тоа што сега јас ке ти го кажам. Ќе му кажеш, мајсторе, Екимо трече, од сега натаму, тие двете, 4 да ги отвориш. Разбра? Така ќе му кажеш. Значи, ова не... Не. Ајде, оди. Леле, Боже Господе. Леле, кај да одам во која матка да се давам? Леле, мајсторе. Леле. Оди надвор, плачи и кукај. И тие двете 4 да ги отвори, така да му кажеш. Ми го расипа рајато жената. Ама, да убаво си насмеав. Како ќе му кажам на мајсторот? Леле, мајсторе. Леле, како ќе му кажам? Леле, мајсторе. Леле, мајсторе. Леле, мајсторе. Зошто не, што? Што пи? Полека, смири се. Кажи се.
Леле, мори, маме, господи, отиваха ме направе, господи, како бе си готово, како, ама не, ако, јас сум крив, јас ко не знам да си отворам овде две, уште две овде, 4 очи овде и 4 овде од позади, ко не знам да си отворам, што молчиш бе? Што молчи сега, кажи нешто. Што да кажам бе, мајсторе? Молчи. Молчиш, том не знаеш што да кажеш, да молчиш. Добро, ти ми рече сега да кажам, ама... Ама, леле, бе, што да правам сега, горе, мајко, што да правам? Ох, леле, кај да се денам некоја матна, да патам, да се удам се, јас ништо друго не му ставам. Мајсторе, Што е, бе? ми текна. Што ти текна, бе? Ми текна која е женава, мајсторе. Градачката. Која е? Мајсторе, зар не ти личи тебе на една што дојде кај тебе лани? Ти донесе сребро да ја направиш на девојчето нејзино белезица, а ти ја направи од тенеќе, таа ти донесе сребро, а ти белезицата ја направи од тенеќе. Абе, добро бе, се сеќавам, дојде една сиромашна, абе, сиромашна, и требало нешто за керката, нешто свршувачка ке правил. Така де, така. Што е таа, бе? Така, и ти донесе сребрени пари и рече дека тоа сребро е се што има и ти го украде. Нели го украде? Јас, абе, шо се разбира таја од тенеќе? Ама нели го украде ти, мајстор? Се слушаш, се затвори чувствата, ништо да не си. Збор, си отворил една уста како целовик заклата да ти била, бе. Збор да не чуе повеќе. Збор немој на некого да си ми кажал за ова, оти знаеш, вака, че ти го свитка врачето како на врапче. Мајсторе, не бери гајле. Не берам гајле. Јас никому нема да кажам. Некому. Ама не знам за екимот. Шо бе? Дали екимот ќе молчи? Екимот дали ќе молчи?